Сите сте за Вардар, само не признавате. Тоа е слоганот кој што одекнува силно на трибините кога најтрофејната македонска екипа се надпреварува, без разлика во кое надпреварување. Ова нова екипа, ова ново руво, клубот Вардар во новото руво атакува на победа на секој надпревар, има серија од 20 меча без пораз, има 13 победи и 7 реми средби, нека биде 14-8 по двомечот со Лозана во Лигата на конференции на УЕФА. Ова утро гости во Македонија на утро се Игор Ивановски, директорот на ФК Вардар, Гоце Седловски, тренерот, и Азер Омерагич, капитенот на ФК Вардар. Добро утро за сите тројца, добре ни дојдовте. Добро утро. Не сте уморни, добро е. Гоце, ги чуваш добро фудбалерите пред следниот меч со Лозана. Ќе почнеме со Иди. Зошто денеска, а не вчера, требаше вчера веднаш по враќањето од Сан Марино да бидете гости? Една од причините е тоа што шефот имаше утрински тренинг. Работата е пред се, после тоа е се останато. Втората работа и таа најважната е тоа што на денешен ден пред 78 години во Скопје се роди ФК Вардар. Денеска е роден денот на нашиот клуб, на најголемиот фудбалски бренд во државата и 2 дена пред важниот надпревар со Лозана. Гоце, подготвена ли е екипата за новиот предизвик? Лозана е првиот сериозен испит, тежок, најтежок досега од како си во оваа фаза на кормилото на ФК Вардар. Големо бреме се, сите титули, трофеи, се што има направено Вардар претходно низ историјата. Спремни ли се момчињата да дадат се од се? Па да, како што кажав и пред овој надпревар, првото коло пред квалификациите, нема лесни противници. Така да и овој противник, налетаме на еден доста јак противник Лозана, ланска година кој освоја 3-то или 4-то место. Доста промени има во екипата. Тренерот и замина, донесува нов тренер, али најважно ми е мене како мојата екипа ќе влезе во надпревар, како ќе се понашаме ние, знаат играчите што барам од нив и мислам на тој надпревар да покажеме карактер од прва минута. Сигурно, како што кажав, имаме силен противник, али пред се гледаме ние како ќе влеземе на тој надпревар и да покажеме дека можеме со секој еден да играме, така ќе биде и надпреварот у четврток. Азер, строг ли е, Гоце? Па, секој дека е, но тоа е... Строгно правичен? Да. Строгно правичен. Така и треба да биде, за да се има ред во и дисциплина во една екипа. Да. Особено во клуб како Вардар. Гол со Ла Фиорита, за малку гол во реваншот. Гол во Скопје, за малку гол во реваншот. Можеш ли да ни ветиш дека ќе дадеш се од себе за гол и на следниот надпревар? Може да ветам дефинитивно дека ќе дадам, како и на секој такмица, давам се од себе за да постигнам гол и за да просперира Вардар понапред. Екипата подготвена е, како што се зборува, нема да слушне Гоце, што се зборува меѓу вас во совлекувалната кога тој не е тука? Подготвена е екипата, сигурен сум. Односно и се гледа тоа. Се зборува со облекувалната секогаш како и секогаш што се збори позитива. Се иде на победа. Затоа што се две утакмици, и овој пат идеме на поминување нормално. Иди, што беше првиот чекор кога еден човек ќе седне на функција во фудбалскиот клуб Вардар? Тоа беше разнебитен колектив, не беше колектив. Тоа беше нешто што наликуваше на спортски субјект. Меѓутоа, за релативно кратко време, Вардар станува сериозен фудбалски клуб за македонски рамки, па и за меѓународни. Така, постои разлика од клуб во клуб. Вардар беше клуб кој што беше тотално уништен, клуб на дното, клуб кој што повеќе имаше финансиски проблеми од колку што играчки, но сето тоа се направи во еден период од точно една година, пред 364 дена некој да ни кажеше дека денеска ќе зборуваме за второ квалификацијско коло од конференцијската лига, тоа ќе беше речиси невозможна мисија, но еве клубот се врати таму каде што му е местото и клуб кој што единствен може да го спаси честа на екипите од Македонија на европската сцена. Сведоци сме дека одредени екипи кои што со децении настапуваат во Европа со децении не можат да минат едно коло од квалификацијските кола. Вардар тоа го направи веднаш во првата прилика по големата пауза која што имаше од 8 години. Веќе јавноста е запознаена дека по освојувањето на купот веќе екипата има некоја нова димензија, веќе направен е тим кој што во наредната сезона се повеќе и повеќе ќе атакува на победи и на
успеси. Сега сме фокусирани на Лозана. Она што е позитивно е тоа што веќе клубот нема сериозни финансиски проблеми, стои стабилно на нога, но одиме чекор по чекор, од надпревар во надпревар, ден за ден. Сепак во Вардар војната е, мислам, предизвиците и сите работи се менуваат од час на час, ден за ден. Добро, што е тоа што еден човек требаше да го направи, или еве едно раководство требаше да го направи за Вардар да застане на стабилни нозе? Што беше тоа што претходниците не можеа да го направат? Долги години. Потребен е пред се план, луѓе, сепак и сериозни спонзори кои што ќе ја препознаат таа визија за спас на најголемиот фудбалски бренд. Тоа беше препознаено во текот на минатата година и еве сето тоа носи резултати, експресни резултати би рекол, затоа што она што се случуваше претходно и ова што е сега, тоа светлосни години, мислам дека може да го кажам слободно, затоа што клубот е веќе фокусиран на големи нешта, веќе еве почнуваат да доаѓаат и помоли за играчи, а за разлика од минатата година сега веќе секој сака да биде дел од Вардар. Лани имавме проблем, никој не веруваше во новиот проект Вардар, така да задоволни сме тоа како тече да работи. Гоце, која е главната фудбалска филозофија на Седлоски, како тој му пристапува на секој еден надпревар? Ги гледаме тренинзите, барем ние новинарите кои што можеме да ги и колку можеме да видиме, нема да пренесеме во јавноста тоа што го гледаме, затоа што тоа треба да си остане таму на каде што е, но еве изворно од актуелниот тренер на Вардар, која е главната фудбалска филозофија со која што треба да се движи Вардар? Па добро, како прво прашањето што му поставивте на Азер, дали они у кабина зборат, а не знам јас ништо таму. Тоа е секој детаљ што се случува у кабината морам да го дознам и не може ништо да ми помине таму, знаат и играчите. Значи, мојата филозофија се знае да се игра офанзивен фудбал, да се игра агресивен фудбал, да напаѓаме, да играме на гол повише. Тоа нонстоп го барам од играчите и полека го освајчат. И тоа го покажуваат резултатите секој надпревар. Ствараме шанси, постигнуваме голови, така нека биде и надпреварот у четврток. Имаме мал проблем со повредени играчи. Талески е дефинитивно отпаднат. Најдовски вчера тек почна да тренира со нас. Закари ќе видиме на денешниот тренинг како ќе се дали ќе биде спремен за надпревар со Лозана. Тука ние и малиот Сековски, али кажав, моја филозофија е секој надпревар, секој тренинг од секој играч да извадам максимум и тоа играчите го знаат и го прават на секој тренинг и на секој надпревар. Нормално има и денови кога не иде, кога пробуваш све, али у глобала сум од играчите у кабината презадоволен како работат, како ме слушаат и се надевам ќе продолжиме во исти ритам. Добро, што кога не оди? Им дозволувате ли? Не оди стратегијата, не оди тактиката, едноставно стои машината, им дозволувате ли малку нивните индивидуални капацитети и квалитети да дојдат до израз? Добро, некогаш знам да подвикнам, нормално, добро, малку повише, некогаш знам да ги наградам. Таква е мојата работа. Не иде, кажав, сите грешиме, почнувајќи од мене до играчите, до сите кои сме вработени. Им барам од нив секој тренинг да се фокусирани. Тренизите мои се сати 15 до сати 30, да бидат внатре влезени и мислам дека тоа го прават на секој тренинг. Нормално, има грешки, има све, али тие грешки пробувам да ги отстранам од нивните идеи. Кажав дека не е лесно, тешки тренизи, нова време, топло, ладно, али навиката нивна веќе влегува во моите замисли. Како за овие денови, како се сноѓате на тренизите? Пеколно е во Скопје, ве чека, па во оваа фаза ќе дојдат уште поважни надпревари, дај Боже да дојдат, меѓутоа во оваа фаза најважниот надпревар. Дома треба да се одигра со Лозана перфектен меч за да се биде послободен на гостувањето во Швајцарија на 24 и на 31 се двата надпревара. Како се сноѓате во овие временски услови додека траат интензивните тренинзи на Седлоски? Ке кажам, ниједна работа не е лесна, но сега поготово кога го работиш тоа што го сакаш, како ние со фудбалот, немаш проблем, ќе си ја наместиш главата, што се вика, ќе се наштимаш. Да, ќе тренираш, дали е топло, дали е ладно. Нема проблем, поготово кога играш со љубов
и за таков клуб нема никакви проблеми за тренинзи во било какво време и какви да се, дали тешки, дали лесни. Овој дрес што е тука на пултот распослан носи многу историја со себе. Што значи за еден играч да биде дел од фудбалскиот клуб Вардар, особено за млад човек како тебе, кој што е на почетокот на врвната професионална кариера? Па, јас со еден збор би го опишал како сон. Поготово како на секој млад играч и секој играч во Македонија, ќе кажам дека не може да нема желба да игра за ваков клуб. Тежок е овој дрес, да, меѓутоа е нешто кога ќе го облечеш тој дрес се осеќаш како да леташ, колку и да е тежок. Тежок е дресот, широки се копачките, иди дали има Вардар проблеми со наоѓање играчи или како се? Па во моментот сме фокусирани на тоа што е во тимот, веќе и извршниот директор Миленко Неделковски нели најави дека можеби нешто ќе се размислува Кога, покасно. Па до 6 септември трае предниот рок, има време за тоа. Напоменав дека имаме и понуди за заминување и тоа добри, но сепак приоритет ни е Лозана. Вчера добивме и можен ривал за трето коло, тоа е победник од Зимбрук, Кишињев, молдавска екипа и Астана, така да го знаеме патот, мислам го сакаме она што сите го посакуваат од трибините Вардар да има подолго лето во Европа. Лозана доаѓа од лига која што исто така беше пето пласирана минатата година, меѓутоа далеку повисок коефициент има швајцарската лига од македонската. Организацијски гледано, Вардар подготвен ли е за вакви големи надпревари? Дали сите услови се обезбедени за играчите? Од надпревар во надпревар влегуваме се посериозно. Она со Ла Фиорита беше едно добро искуство, каде што тие некои негативни работи сега ќе бидат отстранети. Нормално дуелот со Лозана е поголем предизвик, надпревар на кој што очекуваме повеќе публика на трибината и надпревар во кој што ќе бидат вперени многу очи за гледање, затоа што овој Вардар веќе станува интересен и за регионот, не само за Македонија. Гоце, кои се најсилните страни на овој Вардар што го гледаме? 20 надпревари без пораз, не се случуваат секој ден, не му се случуваат на секого и на многу поголеми екипи кои што се многу позвучни, кои што имаат многу поголеми буџети, организацијски историја и така натаму. Која е најсилната страна што ја поседува овој колектив на ФК Вардар во моментот? Па како што кажав, Вардар, како што кажа и Азер, е тежок дрес, не може секој да го носе, не може секој да биде на таа позиција, еве да кажам и тренер и директор. Нормално тие 20 утакмици да не изгубиш ретко се случува, но ние не застануваме тука. Мислите ни се сега за Лозана. Пред себе, кажав, имаме сериозен противник, добар противник. Кажав и пред малку дека секој тренинг, секој надпревар барам од играчите да играат на гол повише, така да резултатите доаѓаат со тоа. Барам од нив да се игра офанзивно, нормално зависи и дали противникот ќе ти дозволи на таков фудбал да играш, али повишто тука у Македонска лига тоа што го играме мора да играме бидејќи знаеме Вардар што бара, на која табела да биде, бара да излезеш во Европа. Знаете сами пред, како што кажа и директорот и Азер, пред 6-7 месеци каде беше Вардар, а каде е сега. Играме второ квалификацијско за конференцијска лига и тие работи кои ги работиме на тренинзи и она што го барам од играчите, што иначе кажам дека донесуваат резултати. Гоце, презимето Седловски важи за топ 3, можеби и во моментов со сета почит кон сите останати наши фудбалски експерти, стручњаци, селектори и така натаму. Можеби во моментов на клубско ниво тренер број 1 најбаран. Како се реши Гоце Седловски да дојде во Вардар, а Вардар беше нокаутиран, прегазен во прва, па во рикверц, па уште еднаш. Вардар беше оставен таму некаде на маргините да пушта душа. Како Гоце Седловски кажа да, што беше она што тој го виде, што го понесе да го прифати овој предизвик? Зборуваме таму некаде, кон средината на минатата сезона. Па видите, знаете и сами, ова ми е втор престој у Вардар како тренер
како играш никогаш не сум бил тука. Знаете, За жал. 7 години кај го донесо Вардар, али некој тој успех си го зеде за себе. Знаеме, не сакам да зборам за тоа. Ме прашавте за сегашната ситуација кога прифатив да дојдам во Вардар. Имав разговор со спортскиот директор Игор, со луѓето кои го водат клубот, нормално и други луѓе кои не прифатив таа понуда. Не беше лесно. Како што кажав, Вардар беше скроз доле. Мислам дека задни или презадни. Им кажав дека ќе го спасам Вардар, доколку ме остават да работам како ја што знам и ете видовте и сами дојдевме до тоа 5-то место и излез во Европа со купот. Тоа ми е успех за мене, успех за Вардар, успех за играчите и не застануваме тука. Пред да те прашам за Лозана, Азер, ќе те прашам за купот. Освојувањето на трофеот во надпреварувањето кое што е сериозно ценето. Добро, тоа е една од двете титули нели кои што може да се освојат во македонскиот спорт. Меѓутоа нели некогаш се вели утешна награда, сепак македонскиот национален куп ние си го цениме мощне многу, кај нас тој трофеј котира сериозно високо. Дали тоа за играчите е поттик и дали тоа е моментот што му покажа на овој Вардар дека навистина да, овој клуб се враќа таму каде што треба да биде. Како играчите гледаат на тој успех и како се однесуваат по освојувањето на купот? Па ќе бидам искрен, на почетокот од таа полусезона пред да дојде тренерот Гоце, певме во некоја искрено недобра ситуација на табелата. Меѓутоа после тоа се формираше некоја екипата, се сплоти, и ќе кажам со еден збор ќе кажам неочекувано беше да се освои купата. Меѓутоа се роди некоја многу голема мотивација, како што ќе почне како некој домино ефект, еден ќе сака да даде се на терен, почнувајќи од тренерот до управата до играчите. И така некако станавме една целина што доста далеку искрено може да вети дека ќе даде се од себе за да стигне што подалеку. Иди далеку, што подалеку. Кои се дострелите на Вардар? Која е визијата на раководството? Дали ова некој максимум за сега или? Вардар мислам дека постигна на првична цел е тоа да помине едно коло. Но ние не се предаваме тука нормално. Веќе за 2 дена кој имаме тој сериозно, мислам дека и најголем надпревар за нас ова лето, тоа е Лозана. Очекувам дека ќе изгинеме на терен. Се зборевме за финалето за купот, ќе ти пренесам некои моменти на денот пред финале, на самото финале, веќе се разговараше за настап во Европа. Значи беа така уверени играчите дека ќе победиме, игравме против сериозен ривал како што е Стругат Римљум, но едноставно таа атмосфера, таа хемија која што се направи беше и самиот финален надпревар беше еден вид на награда за добрата одработена полусезона. Сега сме тука, веќе зборуваме за настап против Лозана. Јас верувам во момците, во струката и во целата атмосфера околу Вардар, така да со еден добар резултат можеме да се надеваме на реванш, од каде што ќе бркаме пласман во следна фаза. За мене добар резултат би бил и нерешено, затоа што Вардар и на гости докажа дека знае добро да игра. Сепак играме против екипа која што доаѓа од добро рангирана земја на клупско ниво. Треба да знаеме дека Вардар доаѓа од Македонија, која што во годините наназад падна на срамното 51 место од 55 земји, така да малку треба да бидеме и реални. Во Европа, да. Треба да бидеме реални, но ова е шанса да докажеме дека сме поквалитетни и дека треба да го вратиме рейтингот на македонскиот клупски фудбал, кој што го загуби едното место и следната сезона само 3 екипи ќе не представуваат. Тоа е доказ дека веќе одиме кон аматеризам, но ова е последната шанса да се спаси нешто. Како Вардар ја крои екипата? Евидентно е дека во овој состав е пред се компактен, дека овој состав е составен од играчи кои што секој си ја знае својата улога, својата позиција и можеби главната нишка е тоа што се тоа кротки
луѓе, како карактери, како играчи се добри, квалитетни за онаа позиција на која што се донесени, меѓутоа како луѓе се кротки и се брзо адаптибилни едни со други. Кој ја крои екипата? По превземањето на екипата пред точна година ние наследивме тим кој што претходно обезбеди опстанок и тоа реално беше тим кој што тоа беше капацитетот. Ние немавме време брзо инстант да реагираме, да доведеме играчи кои што реков и претходно дека малкумина веруваа во проектот, во административните проблеми кои што ги имаше Вардар кон долговите, блокираните сметки, но од кога се превзема клубот комплетно, тоа беше некаде околу декември, веќе се направи длабок рез, се доведа 13 нови играчи во текот на зимата и се заедно со шефот на струката така да се создаде тим кој што ја направи таа серија. Одработени беа перфектни подготовки во Анталија, така да ништо не е случајно, не е денес за утре. Повеќето од играчите веќе беа селектирани во текот на полусезоната во која што Вардар беше очен. Можеби е тоа добро што против Вардар секој го дава максимумот, затоа што Вардар е клуб кој секој сака да го победи, зборувам за ривалските екипи, така се однесува и за играчите. Поголемиот дел од фудбалерите се фудбалери кои настапуваа во други екипи во Македонија. Значи тоа беше едноставно тактиката да се земе некој кој што веќе ја знае лигата, кој што е прилагоден тука и кој што лесно може да се вклопи во нашата екипа. Мислам дека не погрешивме во ниту еден. Пред да финишираме со директорот, Гоце, по едно прашање за тебе и за Азер. Ви се обраќам во прво лице еднина од блискост, и тоа е од почит, затоа што се познаваме, скоро секојдневно се среќаваме. Гоце, што е она што Вардар ќе го вети за надпреварот в четврток? Еве да поканиме публиката да дојде да ги наполни трибините. Градски е стадион како што и многу по-развиени фудбалски земји посакуваат. 2017-та се играше тука Суперкупот на УЕФА, Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед дојдоа. Знаеме што имаме, како да го наполниме вулканот, како да ги привлечеме љубителите на фудбалот да дојдат едноставно и да гледаат фудбал. Па, можам да кажам дека секако дека ќе го дадеме максимумот на овој надпревар. Како што кажа и директорот, ова е прво полувреме, имаме и реванш тамо, но мислите ни се сега за овие 90 минути кои ги играме тука пред нашата публика, ги повикувам да дојдат да најуваат, да видат наш 12 играч, а ние ќе се представиме со едно добро издание, како и до сега, со еден добар надпревар, офанзивен фудбал и да оствариме добар резултат со помош од нив. Азер, што за еден фудбалер, без разлика, веќе во фразата млади фудбалери и возрастни фудбалери е излитена затоа што фудбалските стручници сакаат да кажат нема веќе млади стари, постојат добри и лоши фудбалери. Меѓутоа ние ќе кажеме за фудбалери од Македонија кои што немаат големо меѓународно искуство, сега со секоја чест на исклучоците, нели, за фудбалери кои што треба да го носат овој Вардар. Што значи за нив? Што значи за нив да се има публика? Што значи за нив полна трибина која што ќе даде поддршка? Па може само да значи за секој играч, не е само за младите играчи. Може само да значи мотивација плюс и енергија плюс, бидејќи енергијата што ти ја пренесува од трибината буди среќа, буди многу голема енергија, некако голема желба да сакаш да го пренесеш, бидејќи на некој начин ти играш, не само што играш за себе, за играчите и за клубот, туку на некој начин играш и за трибината. Да биде радоста, така да тоа е преубаво чувство, поготово пред полна трибина да го доживееш тоа. Иди, што значи за еден клуб да му бидат полни трибините? Дали е тоа потврда за она што се работи позадински, за она што се работи за да колективот биде стабилен, за она што го има како план и програма зацртано една управа на еден клуб? Па полни трибини значи доказ дека успешно се работи, дека публиката, посебно скопската, знае добро да препознае кога клубот оди во нагорна линија, кога му е потребна таа поддршка, така да очекуваме по околу 10 до 15 хиляди највачи во овие пеколни горештини да дојдат во четврток да го. Па добро, 20 и 30 не е многу топло. Па сега ова треба да знаеме дека се годишни летни одмори, така да
сепак би биле задоволни со таа бројка, организацијски сме подготвени, веруваме во нашите момци дека ќе го дадат својот максимум, како управа веќе имаме одредено и награда за евентуално поминување на оваа фаза, така да спремни влегуваме во овој надпревар. Подготвени сте, така велите, да се надеваме дека е така. Досега што кажавте, исполнивте. Ви благодариме што ова утро дојдовте во студиото на роденденот на најголемиот македонски спортски бренд, Гоце Азер, Игор. Благодариме што најдовте време, а Македонска телевизија ветува дека ќе биде со вас и дека ќе го пренесе сето она што ќе го остварувате како резултат и понатаму. Уште еднаш благодарност. Благодарам.